Беше мирно попладне кога примивме повик за сообраќајна незгода со патници кои се заглавени и во животно загрозувачка ситуација. Додека возевме брзо низ густиот сообраќај, јас размислував што ќе видам на местото на несреќа и дали ќе видам во можност адекватно да реагирам, онака како што вежбавме на обуката за ургентна прва помош. Пристигнавме набрзо и веднаш го забележав патникот во возилото со значителни повреди. Момент пред да го извлечеме, инстинктивно се сетив на техниката за соодветна имобилизација на пациент со повреда на рабетниот стол. Дадов инструкција на едно лице да држи главата во соодветна позиција, им го кажав на другите кои го држаа пациентот во ист момент да го пренесеме на даската за транспортна повреда. Го предадовме на вработените од брзата помош. Подоцна дознав дека пациентот на оваа сообраќајна незгода се вратил дома кај своето семејство. In 2015, we were invited by the city of Skopje, the Skopje Fire Brigade, and the Firefighters Union, and Link Across to help Macedonian firefighters advance their medical life-saving skills. We gladly accepted, and together with 5 other professionals from firefighter and paramedic services, we organized a 2-week intensive first responder training for 19 firefighters. After 3 consecutive years of training seminars here in Macedonia, I realized that I have not just passed my experience to my fellow colleagues, but I have also gained much more than I had expected. My time here has been one of the highlights of my 16-year firefighter career. Благодарен сум што имав можност да посетам обуката по ургентна прва помош што Link Across ја одржува секоја година. Оваа обука ме опреми со особено важни вештини и знаења кои ми даваат сигурност и самодоверба да помогнам во спасување на човечки животи. This year we are starting a new level of the educational process. We are initiating a train the trainer system that will provide a sustainable and more efficient system of advancing the skills and knowledge in medical first response. We are training 5 Macedonian instructors who are then transferring their knowledge to another 12 firefighters. Together with our American instructors, we are here to assist and help the fire department in the Republic of Macedonia.